Чарот под зидовите од 4 метри квадратни го труе, а ниските температури ќе го дотолчат и онака кревкиот со здравје Лазар Иванов од Делчево, кој со 1100 денари социјална помош која ја троши на лекови, не знае дали ќе ја преживее зимата. Немам никакви услови за живење, поради тоа се мачам, мислам дека тоа зиме тешко можам да го прекарам. Јас сум стварно као луѓето, сите сакам и јас да живеам. Ако има некои услови да може да ми пружат, да мога јас стварно да прекарам некако овој живот. Имате ли некои примања од некаде? Не, имам една социјалка, примам 1000 динара, не можам со апчета, платам апчетата, немаш како да живеам, немам пари за леп, немам ништо. Други средства немате, дрва? Немам никакви средства, ништо немам. Без струја и вода и основни услови за живот во прифатниот центар во кој е сместен, тој подитно бара било какво згрижување. Воспротивно не знае што ќе се случи со него во наредните денови. Ја веќе не мога да издржа срцето. Нека преземат некои мерки за да видат тој човек да ме сместат некаде. Јас тоа зиме не можам да го искарам никако. Колку време живеете тука? 12 години живеам. 4 години имах струја, додека беше тоа ни плаќаше струјата, сега не. Сега се укина, немам ништо никаде. Претходно имате ли некаде работен? Немам никаде работен. Работен стаж? Немам ништо, ни работен стаж, ништо. Како ќе се живее, јас се чудам. Дел од соседите чии дом е зградата на прифатниот центар во Делчево велат дека има особено тешко за Лазар, бидејќи за него нема кој да се погрижи, особено сега во зима, кога температурите достигнуваат и минус 15 степени. Ние се бунихме зашто го тука ставија. Викам не по потреба, викам човекот тука сам човек и не може тоа да го живее, викам тука од студено, кода ставихте чешми. А тој човек е некаде 63-4 години. Он живее на тешка, мака тръначки живот, дури полошо од нас живее. Од меѓуопштинскиот центар за социјални работи во Делчево информираат дека на Лазар Иванов во повеќе наврати му била укажана помош, било да се работи за еднократна парична помош или помош во материјални средства, во случајот огрев за да ја истера зимата. Иванов во 2011 бил сместен и во домот за стари лица во Прилеп и таму имал одлични услови за живот, но очигледно дека Лазар вместо него фаќело, па тој се вратил назад во Делчево. Можноста повторно тој да биде сместен во старечки дом е отворена, но само доколку Лазо го побара тоа, велат од меѓуопштинскиот центар за социјални работи во Делчево. Инаку освен Лазар Иванов во Делчевскиот прифатен центар се сместени околу 15 на лица, од кои најголем дел живеат од социјална парична помош, освен неколку млади луѓе кои работат во приватни фирми во Делчево.